некоја друга држава. Конкретно овде може да се гледа и тоа во Македонија, например. Ако албанците ги уживат сите права, например, што се тие? Знаме универзитет и јазик, овие три работи. Тогаш им не овозможуваш и да има некој национализам, нема начин како да се изрази тој национализам. Меѓутоа, се додека овие работи некој треба да ги даде, ваквите конфликти ќе постојат. Македонија не мора да се буни од Тетовскиот универзитет. Дека се знае, од Тетовскиот универзитет не излегуваат никакви луѓе од џунгла. Македонија му е потребно повеќе луѓе да има со високо образование. Као ова мала држава што е Македонија, што живеат мултиетнички нации. И зашто не студирате на Скопскиот универзитет на факултет? Јас му припаѓам овде да студирам, бидејќи живим овде и повеќе услови ми се добри. Да студирам на мој мајчин јазик. Универзитетот во Тетово не е политички проблем, него е културни проблем. До сега барањата на албанците во Македонија се културни барања, не национални, не политички барања. И ние имамо права по свим светским конвенцијама што дозволяваат граѓаните на овај свет, ако имаат услови, ние имамо услови, да учимо, да студирамо, да пишемо на наш матерен јазик. Реакцијата на македонската држава беше непризнавање на Тетовскиот универзитет официјално, бидејќи се формира од политички причини, не од образовни. Меѓутоа истовремено една серија на мерки за апсорбција на албанците во високо образование, како што се на пример квотите на универзитетот. Тогаш се воведоа квоти за албанците и за другите националности, меѓутоа посебно за албанците зборуваме, во висина на нивната бројност во населението 22,9. Така што се зголеми веднаш бројот на албански студенти на прва година. Например, на правниот факултет овдека бројот пред 3-4 години беше 2-3 албанци во прва година, а сега последниве 2-3 години е скоро 50 луѓе во прва година, од вкупниот број 300. Во Скопскиот универзитет, мислам, и не примаат многу, 24% и тоа не се знае дали не 24, него 22% примаат од албанци. И тоа не се знае дали ќе ги примаат сите или не. Фактички Тетовскиот универзитет пропаѓа. Тој нема ниту финансиски, ниту реални капацитети без било каква интервенција на државата. Фактички неговото решение е криза комплетна и албанските партии се обидуваат да се ослободат сега од него, а да си го спасат образот, преку некаков предлог да тоа се втопи во идеите на Ван дер Штул за приватен универзитет на англиски јазик. Јас мислам дека во економскиот факултет во Тетово и воопшто во универзитетот во Тетово се почитуваат стандардите и критериумите од аспект на знаење, пред се на знаење на економската струка во овој случај, на знаење на странските јазици и на имање на адекватна култура од аспект на комуникација со компјутери и се со она што е, да кажеме, денеска модерна комуникација. Универзитетот тако работи еве 6 години. И тако имамо многу напредување. Од 6 факултети сега имамо 13. Од 500 студенти, колку имавме на почеток, сега имамо више од 8000 регистровани студенти. Од 70 наставници сега имамо више од 360 наставници. А што признаете нешто за овие кои се завршили со Европа ги признава. Овде во Република Македонија се уште прашалник, се уште нема расположение од страна на владата на Македонија, али се надеваме дека веќе се дојде до едно разбирање, најверојатно се надевам и сме оптимисти за 2-3 месеца тој проблем ќе се реши. Студирам на правниот факултет во Универзитетот во Тетово. Доаѓаме од 1996 година. Сега сме абсолвенти. Зашто ние живееме овде во Македонија, ја признаваме
системот, правниот систем. Затоа и мораме да учиме на македонски јазик, дека јас мислам да работам овде во Тетово. Во Тетово може, например, во една канцеларија, како да работим ја, например, авокат, може да дојде еден клиентела од македонски нации и затоа ние мораме да знаеме македонски јазик. Ние работиме во системот на Република Македонија, на ова држава. Све. Ние почитуваме јазикот, во универзитетот му учиме јазикот. Тука нашите студенти покрај еден страниот јазик и мајчин јазик учат и македонски. Ние му учиме историјата, јако лажна историја на македонски народ. Ние све во системот смо на ова република. По плановите и програмите на Министерство на ова држава работиме. Али они не сакат да нас прифатат. Не сакат. И што ќе правиме сега? Може да биде да се донесе една одлука да ние во универзитетот да избациме све што е македонско, тако звано македонско, и да имаме еден универзитет независен, паралелен со другите планови и наставни планови и програми, и тогаш ситуацијата ќе ескалира во лошото и тогаш ќе биде касно за некоја светска интервенција. Македонскиот национализам, независно од идеите, од некои негови појавности, всушност беше, и тоа се покажа со ВМРО, кој гладко влезе во власта, ги прифати континуитетот на македонската политика во неколку клучни области. Тоа е ориентација кон Европска Унија, кон НАТО пред се, и перманентна коалиција со албанците. Тие се неколку точки кои беа битни за нас, он ги продолжи независно од својата декларативна опозиционерска политика претходно. Албанците политичари, партии на 4 години еднаш го споменат универзитетот само да добиват гласот од народот, да си одат во парламент, во владата и тамо они се бават со своите интереси и други работи, да не кажем се бават со бизнисот. Македонците тако сакат да ние албанците тука останемо још у средњовековна темница. Да дојден тие косовари тука. Да. Тие од Германија беше еден, Капанамур еден. Да, Капанамур. Организација. Па јавил таму у Немачку, у телевизија да е ови 4 села, ови за помош. Не да трже тој е... Да. Избеглици од Косово или друго место. Каже, а ови дају помош, а ови су сами за помош. Каже, кога видел ово место вако.
село може да ти речем 80% и све у печалба е. Надвор. 80% ти кажа и пријател од социјална грижа, социјални помоши. Нема никако шејата. Ако не идеш, например, у печалба, джаба ти е се. Па ја у Германија кога беше и у Швајчарска. Па опет ми текнеше ево. Увек за овде. За селото, то ти е... Има една дума, кажуваат, човек да иде кај да иде, тоа што ќе го бара во свет, ќе го најде на родното место. Па ќе се врати во своето место. Така. Па тешко и на средна школа да иде еден ученик, например, да има автобус или комби, или да иде секојдневно, би отишал повише деца во школа, не? А вака? Не може, нема услови. Треба 200 марки секој месец да му даваш на детето, па да иде во школа. Ево, ја го имам синот доле, у град. По 200 најмалку. Треба кирија, јадење, пиење. Кога порано не беше патот, со носи да сме ношли на руку до град. Жената на пораѓај, па 50 луѓите се собираме од селото да го носиме 4 часа до град. Амбулант, телефон да има. Уште денеска телефон немамо тука. А камо ти е друго? Работно место да се отвора. Има перспектива за работно место тука. Ама никој не гледа тука. И зашто мислиш дека е албанско селото или зашто? Не, и за тоа, не. Па и не греши, баш и албанци су министри тамо. Да. Па нису само македонци, не можемо да кажеме само они криви. Али и албанци су министри. Ама не гледа оде. Доаѓа за избори и готово. Јас сум као представник на местна заедница, есто ево и другари. Тука ми многу пати барамо нешто да се гради тука. Да? Абе, стално се одбието нешто да барамо. И кој го одбива? И општина Тетово, и да пратиш од Скопје, стално се одбиет нешто. Ево, 5-6 години што барам да се гради една школа, бар. Нема пари, нема пари. Па плюс и село и вода нема како што треба. Некој има вода, некој нема село. Пола село и нема и вода, нема нешто. Па школа да видите доле, да идете каква школа има, као штала. Они може да мислите како речете да населите од тука цело село, ама ние не идеме. И пак сакаме да живееме тука. Пријателките знаат подобро и видат самите села у Македонија и може да прават некои разлики меѓу нашите села и другите села, не? За здравје и спасение на помош светите ангели на сите. Да ми дадеш чекер. Иван Црквата се вика Свети Аранџел и денот ние како мештани сите доаѓаме во тој храм Свети Аранџел Михаел во село Битуше, иначе ние сме исцелени во Скопје, во Охрид, Битора, Титовеле. Тие што си ветиле случајно му се случило во фамилијата нешто, се спасило од животот, мислам од смрт и така натаму. И ветуваме јагонца, носеме на црквата. Во црквата се кола јагонцата тука. Се припрема казани, осечеме дерен некој и така. Таа традиција со времење, годиње по тераници. И никој не е тоа исчезнато. Поготово во овој крај, во село Битуше. Моментално сега бројало селото во времето 500 куќи биле,